Велат дека повторувањето е мајка на знаењето, а денеска на тест ја повторуваме работата трет пат со еден автомобил. Повторно на тест ја имаме новата Opel Astra. Неја прв пат ја возевме во Португалија, втор пат во летните месеци, трет пат еве сега во сиот раскош на есента. Opel со својата седма генерација праќа една сосема нова порака за својата Astra, за автомобилот кој е произведен да господари во сегментот на компактните возила, односно семејните возила. Со асимилирањето на Opel од страна на Stellantis добиена е нова основа која дели со Peugeot 308 и Opel се избори да го задржи својот идентитет во дизајнот. Пред се поради оваа предница која се нарекува визор, а во неа се сместени и потполни LED светла со автоматска функција кои даваат едно сосема поинакво влијание на околината, не само на возачот. Оваа контура нема што многу да се објаснува, бидејќи е направена да ги следи модерните форми кои се одликуваат со минимализам. А тој минимализам е направен да избалансира и емоции и изглед. Задниот дел повторно е во знакот на визор, но мене ми се допаѓа стоп светлото. Погледнете го, за разлика од 90% возила кои се на пазарот, ова е вертикално поставено, а не хоризонтално. Поклопецот на петата врата е воедно и спойлер кој е офарбан во друга боја од каросеријата, па така добивате разиграни емоции. Многу дискутабилно беше просторот на Astra на задната клупа, барем претходните 6 генерации. Е сега во внатрешноста, како што гледате, возачкото седиште е подесено онака како мене ми одговара да седам и гледате дека позади има сосема доволно простор во сите смерови за двајца, па и на кратки релации и за тројца патници. Но не е заборавено на целата удобност која ја нуди Астрата, особено во изведбата Ultimate која ја возиме. За жал, малку атмосферата е темна, бидејќи преовладува црната боја, но сепак вметнати се некои емотивни детали, како што се штеповите на седиштата кои се светли и измешани се кожата и алкантарата. Печатокот од задната клупа се префрла и на предните седишта и на целата арматура пред возачот, бидејќи секаде господари црната боја. Она што многу ми се допаѓа кај Opel е AGR седиштата, Акцион Gesundrunke, што значи акција за зачувување на здравиот грб. Така да, овие седишта пружаат не само одлично држење, туку и одлична удобност во анатомски смисол. Што се однесува до останатите печатоци во Astra, се како и за секој модерен автомобил. Имаме два заеднички споени големи дисплеи кои ги нарекуваат во Opel Pure Panel. Реков дека Астрата е технолошки близнак на Peugeot 308, но за разлика од Peugeot 308, ја во Opel ја наоѓа мојата идеална позиција на седење без компромиси дали ќе изберам да гледам или да ми биде покриен некој дел од инструментите. Класичниот рецепт е применет со манипулаторите за клима уредот, како и за менувачот кој нема класична палка. Исто така, Астрата може да ја возите во
3 модуси на возење. Тоа е динамичен, односно спортски, нормален или еколошки. Спортски модус на возење, дали е можен ако имате 1,5 литрен турбодизел мотор со 130 коњски сили, кој е впрегнат со 8-степена автоматика? Јас мислам дека тука може да се добијат позитивни впечатоци. Поради екологијата, во мода дојдоа нисколитражните модели, па дури и кај дизелските агрегати. Оној што го погонува овој модел е добро познатиот 1,5 литрен турбодизел од 130 коњски сили, како што реков, парен со 8-степена автоматска трансмисија, која работи совршено, како швајцарски часовник. Дури имате и зад управувачот прекинувачи за да ги менувате, мануелно преносите, но тоа е тотално непотребно, бидејќи дури и во спорт модот автоматиката одлично си ја врши работата. Може да се најде замерка што се однесува на продирање на звукот во кабината, но сејот амбиент е повеќе од интересен. Дури и на ваква ситуација можете да се видите како е направен добро склопот, особено на сопирачките. Но на поголема успон моторот продуцира голема бучава, но малце помала перформанса. Што се однесува до држењето во свиоците, јас сум многу задоволен, бидејќи тежината одлично се префрла од една на друга страна, а германските инженери знаеа до максимум да го вметнат своето знаење во подпирањето на Астра. Па дури и во вака остри свиоци, таа стоички се однесува и ги поднесува малтретирањата. Кога сакате да возите вака агресивно, тогаш немате голем проблем со тоа, но потрошувачката рапидно расте. На изминатите возења забележав просечна потрошувачка од 5 литра и дури и испод 5 литра кога се вози. Морав малку да ги смирам своите страсти како и автомобилот, а зашто немав голем предизвик. Реков, потрошувачката знае да падне и под 5 литри доколку ја возите на темпомат и на автопат. А додека сакате да малку лудувате, тогаш таа расте и до 6,5 литри, што е сосема прифатливо, иако цената на дизелот се повеќе и повеќе расте. Голема предност на Астра е ергономијата што е добиена на возачкото седиште, воопшто на седењето во внатрешноста, бидејќи ви пружа добар преглед на се она што е околу вас и ви дава позитивна интеракција со возилото. Нивото на опременост Ultimate, како што кажува самиот збор, е врвно. Тука нема ниту еден елемент на опременоста кој е заборавен. Може би можело да се додаде ладење, односно вентилирање на седиштата, додека head-up дисплејот како и огромниот сончев покрив се вклучени во опременоста. Што се однесува на возењето во разните модуси, тоа нема некои спектакуларни разлики. Тоа е исто кај секој модел и кај секој производител, но 18-инчните тркала ја вршат одлично својата работа заедно со пневматиците кои одлично лепат на асфалтот. Астра во Ultimate изведбата со 1,5 литрениот турбодизел и 8-степениот автоматски менувач е
еден вид диамант на тркала. И можам да кажам дека возните својства се рамни на оние модели кои се сметаат за лидери во оваа класа на компактни автомобили. И доаѓаме до цената. 32.500 евра. Тоа беше цената на Insignia пред 2,5-3 години. Но сега се сменија условите и сите автомобили станаа поскапи. Па порано за овие пари се купуваше D-сегмент, а сега ќе морате да се задоволите со сегмент C. Сепак, Ultimate изведбата нуди многу, извонредно високо ниво на опременост, па може би не треба на кантар да се става само цената, туку и она што го добивате за неа. Јас добивам секогаш и со секое среќавање со Астра добра забава за управувачот и можам да кажам дека е ова автомобил кој остави силен впечаток и тоа позитивен впечаток на мене. Јас ве поздравувам и ви посакувам се најубаво. Ве подсетувам дека секојдневно можете да се дружите со Автомагазин на нашиот YouTube канал или на нашиот сајт automagazin.com. Останете во добро расположение и здравје до следната наша средба за 7 дена. До гледање.